Дел од пријавите во Скопје како последица на невремето се и паднати кранки врз жици на далеку вод, искренена жици од бандери, паднати дрвја врз кабли највана и трансформатор, оштетен соларен систем, оштетено електрично бројло. Во ЦУК е пријавен и прекин на електрична енергија на локација во Скопски хиподром. Поплавени кујки и подруми, паднати дрвја, оштетени автомобили. Поплавени подвозници и улици се најчестите пријави што Центарот за управување со кризи ги доби како последица на невремето што го зафати Скопје и Тетово. На повеќе локации во Скопје се пријавени паднати дрвја, дел од нив и врз автомобили и кровови на кујки. До ЦУК стигнала пријава за паднато дрво на кровот на градинката Мимоза во автокоманда. Од јавното сообраќајно предпријатие Скопје информираат дека јавниот превоз функционира непречено и сите возила се обраќаат согласно со важечкиот летен возен ред. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски одржа пресконференција посветена на 69-тиот роден ден на општина Кисела Вода, како и на традиционалното културно лето. Под слоганот 69 години Кисела Вода, храбро срце на градот. Во среда започнува роденденската седмица која ќе биде одбележана со најразлични случувања, од капитални инфраструктурни проекти до музички и културни манифестации. На повеќе сцени на 3 круши во паркот пред салата Расадник, но и во парковите Македонија и Шопен, ќе се одвиваат голем број на настани кои годинава, како што истакна Ѓорѓиевски, се замислени како цели фестивали со повеќе изведувачи. Акцентот е ставен најмногу на македонските изведувачи, но има и звучни гости од Србија. Под мотото на Одмор сум во Скопје сум, општина Центар од 25 до 28 јуни ќе реализира серија настани наменети за сите деца и млади кои овие жешки денови ги поминуваат во главниот град. Во вечерните часови на повеќе локации ќе се одржат спортски активности, театарски представи за најмладите и креативни работилници. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.